Денеска сме во посета на една компанија од текстилната индустрија која може да значи еден добар пример, значи една од најдобрите компании во Македонија и за разлика од друг пат кога зборуваме само за лоши услови во текстилот, дека текстилот ќе пропаѓа, дека не се почитуваат работнички права, овде може да се повалиме дека навистина и во текстил постојат компании кои ги почитуваат сите работнички права и сите економски и социјални стандарди. Значи оваа компанија ги почитува тие стандарди, затоа работи со странски партнери кои знаат да го ценат тоа и на крајот на кришата со право може да побарат и повисоки цени за она што го вложуваат во развојот на компанијата и во условите за работа на работниците. Од друга страна, законот за субвенционирање на придонеси за пораст на платите се гледа дека функционира и во компаниите кои тој пораз го направија заради законот за минимална плата, значи на еден начин заради законски обврски, но и во компаниите кои тој пораст на платите го направија за да ги мотивираат своите работници да бидат позаинтересирани во компанијата и да работат попродуктивно. И во двата случаја законот ги охрабрува работодавачите да преземат такви мерки, да вложуваат во подобра автоматизација на своето производство, во подобри услови со цел да добијат поголемо производство и да ги покачат платите. Само тоа е начин на кој можеме да се носиме и со странска конкуренција и да ги задржиме добрите работници кај нас во нашите компании.